За Министерството за внатрешни работи нема ништо спорно што фирмата стара 7 дена на 26 годишниот Виктор Серафимов наредните 5 години ќе држи монополски бизнис со возачки дозволи на територијата на Скопје со чист профит од неколку стотици илјади евра. И другите фирми како ПСС и останатите што учествувале на тендерот, бидејќи регистрирале нова дејност за испитни центри, за МВР се нови фирми. Министерот Спасовски вели дека одлуката на комисијата која бизнисот го дала на автоиспитен центар била крајно сериозна, почитувајќи ги сите законски процедури и правилници. Сите фирми кои што конкурираат се нови фирми. Дали фирмите кои што ги споменавте, ПСС и АМСМ, се стручни, компетентни и така натаму, јас немам сомнеш, фирмата ПСС не учествуваше на тендер. Учествуваше нова фирма, испитен центар ПСС. И таа фирма е формирана оваа година, сега. И другите сите фирми кои што се учесници на овој конкурс се фирми кои што се формирани во последните месец, два, неколку дена пред огласот. Што е важно? Важно е да има стручен кадар, важно е да има вработени, така како што пропишува законот. Автоиспитен центар Скопје според бодувањето, не откривајќи како се бодирало, котирало највисоко на листата, уверуваат од Министерството за внатрешни работи. Фирмата беше регистрирана 7 дена пред МВР да го распише конкурсот за издавање лиценца. 4 дена од основањето, фирмата закупи под наем училници во деловен центар на улицата Перо Наков 108А, каде се полигоните на автоиспитен центар не откриваат оттаму. Иако вчера на Алфа и беше ветено дека ќе не контактира Серафимов, нема ниту глас, ниту трага од младиот директор на новата фирма, која во наредните 5 години единствено ќе има право да спроведува полагање на возачки испити во Скопје.